Па и честитки се испраќаше преку пошта милиони. Сега нема честитки, нема ништо. Сега тие телефоните. Па не треба од тоа младите више се побркани од тие телефони. Ништо бе какво пишување. Нема го мојот живот го нема. Ја за тоа плакам. Мојот живот Титовото време го нема. Тоа е тоа. Ние према старите поголема култура према стари. Сега нема ништо према старите, нема никаква култура. Имаше едно време имаше на секој 10 метра честитки продава, сега нема. У Требовски имаше честитки, тука по сега нема, се изумре. Не е интересно, не е интересно. Ово е никако. Еве, ја цел ден сум тука, до 12-1 сат човек нема да ме пита. Исчезнаа старите честитки за Нова година кои се праќаа по пошта, се оставаа во ранецот на другарчето или под клупа. Нема повеќе спомени, новогодишна еуфорија и возбуда. Дали новото време или новите навики се причини, се запрашуваат анкетираните граѓани и во Штип. Со носталгија кон минатото. Велат тоа време нема да се врати. Честитките беа топ тема. Подарувавте ли се? Па имаше, со куп се пишуваме и се даваше. Поштата работеше, народот работеше. Се убаво, животот беше убав. Југославија. Сега ни честитки има ни ништо. Младите знаат ли за честитки? Не знаат бе, не. Честитки сега нема. Нема ништо, еве. Ќе видиш еден човек не може да видиш. Па за нашето време беше по-добро. Имаше поинтересно беше, имаше честитки, чекаш поштарот да донесе. Се така еуфорично. Па да ти кажам, беше чаршијата беше полна, народот си пазарува, интересно беше. Сега дали ние остареме, не знам, не ни е интересно. Напишеш од срце што сакаш. Да. Како ја плакам за тоа време бе човек. Што сакаме тоа правиме. Плати големи, се големо. Уживааме. Само љубов и ништо друго, разбираш? Со сите поштовање. Сега нема какво поштовање човек. Најмалите не знаат, поголемите само виделе, а повозрастните топло се сеќаваат на спомените кога подарувале честитки. Сега како што велат, технологиите го прават своето. Они сега со телефон честитки, онака. Тоа е интересно. И не е интересно ни више. Смени се времето. Не бе, они сега со телефон честитки, онака. Тоа е интересно. И не е интересно ни више. Смени се времето. Со телефоните младината, тоа е штета за младината, па нема да знаат, неписмени се. Инаку порано честитката била најглавниот дел пред Нова година, но не само најмалите, тогаш и повозрастните си пишувале пораки на нив, си ја честитале новата година, си посакувале топли и искрени од срце желби, ги праќале по пошта, си ги делеле со скромни други подароци. А денес само оние што се уште ги чуваат им навираат солзи и топли сеќавања.